Првата делница од обиколницата Северен булевар е изградена. 450 метри се ставени во функција и од денеска возачите ќе можат да ги користат. Се работи за делницата од бензинската пумпа на Мак Петрол до раскрсницата на улицата со Никола Минчев. Остатокот од овде па се до новата болница ќе биде реконструиран во текот на големите изведби на комунални работи во општина Кавадарци на асфалтирање на централните улици. Инаку во рамките на комуналната програма да се подсетиме, предвидено е да се заврши Северен булевар и останатите централни улици што ги споменуваме со средства кои ќе се аплицираат во Светска банка, а во висина од 80 милиони денари, што би била една од најголемите ставки за ревитализација на улична мрежа во градот во последните 2 децении. Инаку целиот проект на веќе изградениот дел кој денеска е во функција изнесува 8 милиона 526 илјади денари, каде покрај асфалтирањето опатено и целосно отстранување на стариот оштетен и дотраен асфалт со површина од 3400 метри, при што целосно беше ископана целата стара подлога. Во правец на подобрување на носивоста, а согласно повисоките применети стандарди, на нејзино место се поставени геокомпозит специјални мрежи, како и нов 40 см слој дробен камен како подлога која се нанесува во ваквите изведби со вкупно 15 см нова асфалтна маса. Со овој проект носивоста на подлогата на оваа делница е повеќекратно подобрена. Инаку, ова е едно од најголемите и најкрупни изведби, најквалитетни во делот на комуналната изградба, но тоа е само почеток, рече денеска во изјава за новинарите градоначалникот Митко Јанчев и додаде дека допрва престојат големите изведби на асфалтерски работи во општината и други за кои говорија нашите денешни соговорници. Кавадарци добива убава сообраќајница, обиколница, всушност реконструирана делница на улицата Северен булевар. Градоначалник, ова е првата фаза или првата делница. Кажете ми, ќе се заврши ли комплетно овој пат? Така, Северен булевар, првата фаза е веќе завршена. 450 метри, значи ова реконструкција или малта некако правење од ново. Значи имаше ископ на земја, од тампонирање, па со појачување на подлога со геоплатна, па се до комплет тампонирање и 2 слоја на асфалт. Така да овие 450 метра се завршени, од денеска ќе бидат пуштени во употреба. Наредните 450 метра веќе после 30 ноември се одобрени, доколку временсите услови дозволуваат, ќе ги почнеме декември, ако не после јануари месец би требало да почнат да се работат. Морам да спомнам да кажем дека овие 450 метра кои што ги сработивме се со вредност од 8,5 милиона денари, со поддршка од Бирото за регионален плански развој, преку планскиот развоен програм. Тука не е директорот, негде околу 5,5 милиона се нивни средства и 3 милиона и 200 денари се наши средства. Така да оној вториот дел од 450 метра ќе го тераме со Светска банка, средствата се обезбедени и мислам дека временсите прилики додека дозволат ќе го завршиме најбрзо време. Вардарски плански регион се нафати и еве завршитна убава работа за Кавадарчи. Па добрата соработка со општината, со градоначалникот оваа година резултира со втор значаен проект во делот на инфраструктурата за Кавадарци со потсетување. Почетокот на оваа 2018 година ние го завршивме со општината и третата фаза од киот на реката Уда Мара. Инвестиција вредна околу 150.000 евра, таму беа комбинирани средства. Тоа што го ветивме го направивме и го ветивме и ветивме првата фаза од Северен булевар. Еве денеска, онак што кажа градоначалникот, да не се повторувам, ќе биде пуштена во употреба. Ова е не само за Кавадарци, но и за регионот на обиколница битна заради тоа што целата индустрија, идењето од работа на многу неконтинчени росоманци и луѓе од другите општини од Прилеп поминува токму кон овој пат и тука ние го најавме и регионалното значење на овој проект за да може да. Инаку Вардарскиот плански регион со општината Кавадарци, дел од проектите се запознаени, дел ги има, кажа на градоначалникот, до крајот на годината очекуваме 3 нови проекти. Едниот е од областа на образованието, реконструкција на санитарните јазли во основното училиште Гоце Делчев, кој има аплицирано преку јапонска амбасада. Очекуваме позитивен одговор од Министерството за земјоделие за тампонирање на еден многу битен пат за луѓето кои се занимаваат со земјоделие, пристап до земјоделско обработлива површина. Тоа се работи за 2
километра и 200 метри помеѓу селата Кошани и Бегниште. И еден од најголемите проекти кои Вардарско-Плански регион се надевам дека со општина Кавадарци со сериозна финансиска поддршка на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и регионалното развој ќе го реализира, тоа е велосипедската и пешачката патека до Мокличка воденица. Доаѓа време кога треба да се асфалтираат сите улици во Кавадарци, реконструкцијата. Сосем кратко, ќе имаме ли шанса ова година да почнеме нешто или во година ќе биде тоа? Значи од Светска банка имаме одобрение некаде за 80 милиона асфалтирање. Тоа е едно сериозно асфалтирање што во Кавадарци последните 10 години не било. Така да Кавадарци треба да добие комплетно нов лик и комплетно нови буливари и улици. 30 ноември завршува тендерската постапка, од декември месец доколку дозволуваат условите ќе почнеме етапно во однос со сообраќајот и во однос на тоа што можеме да работиме според временските услови. Така да и како и да е, до пролет веќе тоа треба да биде завршено, некаде до мај месец најкасно комплетно. Исто така ја би го спомнал тука и Западен булевар кој ќе се работи, кој ќе очекуваме до месец декември заедно со нашите служби да го завршиме од 1 км и 100 метри со 4 ленти влез, така да Кавадарци во делот на асфалтирањето или во делот на улиците ќе добие комплетна нова слика на еден град современ кој што ќе има добар сообраќај, безбеден сообраќај, така да мислам дека ќе биде од големо значење. Па за една година веќе имаме доста асфалтирано. Добро, локалниот економски развој и администрацијата во собранието свршува голема работа, градоначалниче. Може ли да чуеме неколку збори за овој проект и за тоа оваа динамика на градоначалникот, дали успевате да ја пристигнете? Нормално, тоа се обврски кои што произлегуваат од повеќе годишниот план за развој на Кавадарци, со здружена работа на цела администрација и начело со градоначалникот, многу проекти се остваруваат на општо задоволство и на администрацијата, не само на градоначалникот. И мислам дека таа соработка во иднина ќе биде уште поинтензивна, се може да се стигне ако се сака. Имате сили и кадар? Да, има и сили и кадар има доволно. Веќе една година се навикнавме да работиме со темпо кој што го диктира градоначалникот. Работиме на низа проекти кои што се во тек и во реализација, кој што е еден од најкрупните проекти, градоначалникот веќе го кажа, кој што се финансира од Европска унија, се имплементира преку Светска банка за асфалтирање и реконструкција на улиците. И во тек се апликации, изработивме голем број на апликации кои што ќе имат големо значење за локалниот економски развој, посебно во сферата во областа на туризмот. Во очекување сме на одобрување на проекти кои што ги аплициравме по проектот за локална и регионална конкурентност. Таму имаме проект кој што е со вредност некаде околу 36-30 милиона денари, со кој што планираме да го реконструираме патот до Михајлово. Потоа имаме два проекти кои што се однесуваат на реконструкција на велосипедско-пешачките патеки, кои што ќе водат од Ваташкиот мост до Мокличко езеро. Дел од нив ги аплицираме преку Вардарски-Плански регион, а останатите 15 милиони се апликација на општина Кавадарци, кои што во наредниот период треба да се аплицираат. Исто така преку руралниот развој аплицираме и за реконструкција на водовод и атмосферска канализација во село Сопот. Во тек е почна изведбата на колекторот, на главниот колекторски систем кој ќе се продолжува до моментот каде што е завршен, па после Глишич. Тоа е инвестиција од неколку милиони денари кој што е донирано од Министерство за животна средина и во тек е неговата изработка. Се работи на други пониски, помали проекти кои што не се од инфраструктура нормално, а се однесуваат на помеки мерки, како што се проектот Reload, што го работиме со Агенцијата на Обединети нации за развој, UNDP, кои што во моментот траат обуки за невладиниот сектор, каде $120,000 од UNDP ќе бидат наменети за поддршка на невладиниот, односно граѓанскиот сектор во општина Кавадарци и многу други проекти кои што ќе ги промовираме во отштот на градоначалникот кој ќе биде закажан веќе за 14 ноември. Паралелно со проектот кој што го спомнавме за реконструкција на улици, ќе се одвива и предходно реконструкција на атмосферската канализација скоро низ целиот град, каде што се планирани некаде 2 милиона и 700 илјади евра. Тоа е
донација, значи се работи за најкрупната донација до сега што општина Кавадарци воопшто добила, средства од Европска унија кои што во форма на грант Министерството за транспорт на врски ги доделува на општина Кавадарци. Исто така еден од позначајните проекти е проектот за реконструкција на неколку линии. Тоа е линијата од градскиот базен по улица Дешка Тошева, за која што комуналец че ги работи јавното предпријатие Комуналец. Овој договор е во износ од 800.000 евра, од кои што 600.000 евра се поволен кредит од КФВ банката, а останатите 200.000 евра се грант од националното финансирање, односно од Владата на Република Македонија.